Продолжуваме понатаму. Центар за вештачка интелигенција на факултетот Финки во Скопје. Разговараме со професор доктор Димитар Трајанов од Финки. Финки, мислам дека и во скратена форма кога го кажуваме добро утро професоре, секогаш е многу повеќе познато и за студентите, и за граѓаните, за сите, така што навистина е многу голем исчекор, Центар за вештачка интелигенција, што тој ќе значи за Македонија? Вака, прво благодарам на поканата. Драго ми е што сум овде во МТ, во Македонска телевизија и можам да кажам неколку зборови околу проектот. Проектот инаку се вика Везилка. Одбравме име кое што е, да кажеме, интересно, инспиративно за нашиов, за Македонија. Идејата на проектот, прво проектот е дел од една поширока иницијатива на Европската Унија, која што сака да воспостави конкурентност на Унијата во рамките на светските, да кажам, во рамките на целиот свет. Моментално во таа светска, да кажеме, битка за вештачка интелигенција, Америка води, Кина ја следи, Европска Унија малце каска во тој дел. Меѓутоа, овие напори на Европската Унија да креира такви центри, односно фабрики за вештачка интелигенција, се во таа насока да целосно во целата Унија тоа го направи и го подигне на повисоко ниво. Ние како земја, подолг временски период, сме веќе дел од така наречената иницијатива за процесирање со високи перформанси и како логично, да кажеме, продолжување на таа иницијатива се овие фабрики за вештачка интелигенција. Ние на последниот повик конкуриравме како Финки со поддршка од Министерството за дигитална трансформација и владата на Република Македонија. Значи, проектот го финансира Европска Унија, меѓутоа е поддржан исто имаме кофинансирање од Македонија. И го добивме, значи бевме избрани од Европска Унија да се прави таква фабрика за вештачка интелигенција овде во Македонија. Идејата на фабриката е да овозможи да вештачката интелигенција се доближи до сите пори на општеството. Значи, проектот не е само за наука или само за студенти, туку идејата на проектот е да направи прво и инфраструктура, значи некаква некако хардвер на кој што ќе може да се извршува таа вештачка интелигенција. Понатаму да понуди обука на студентите, на граѓаните, на компаниите, на јавната администрација, на МРТ, на сите, за тоа како и што може да имаат како бенефит од вештачка интелигенција. И на крај, идејата е да понуди конкретни сервиси со креирање на проекти, продукти, значи некакви прототипи за користење на вештачка интелигенција во компании, во стартапи, во јавната администрација. Целата идеја на тоа е да биде бесплатен сервис, кој што е поддржан од Европска Унија и од локално од нашата влада, и да оние кои што се заинтересирани може да се пријават и ќе добијат тим од експерти, ќе добијат ресурси за да направат имплементација на вештачката интелигенција, интеграција на вештачката интелигенција во рамките на нивното секојдневно работење. Професоре, со оглед на тоа дека и ќе биде способен и за истражувачка дејност, давате еден многу голем простор и можности за новите генерации, за младите, во делот на развивање во вештачката интелигенција. Тоа значи дека ќе бидеме рамо да рамо конкурентни и на светските истражувачки центри кои што многу се актуелни сега во овој период кога вештачката интелигенција е во подем, навлегува во секоја пора од општеството и мислам дека зборувавме со професори од факултетот од кај вас, мислам дека за многу брзо време, иако се негодуваше околу тоа колку време ќе биде потребно кај нас со оглед на новава генерација, за многу брзо време ќе влези кај нас секаде. Па мислам дека прво влегува, како и секоја нова технологија, што ми имаме бенефит од технологијата, ќе ја користиме секаде. Брзо се прифаќа. Па се прифаќа. Сега секоја нова технологија има и своји предизвици при воведувањето на технологијата, меѓутоа секогаш било така. Ќе дојде технологијата, возбудени сме, ќе ја користиме,
И потоа ќе почнеме каде што прави проблеми, например со приватност и сигурност, ќе почнеме полека да ги регулираме. Да ги гледаме маните. Па и тие мани ќе ги регулираме на некаков начин и ќе ја донесеме новата технологија во рамките на некакво да кажеме етичко, нормално, хумано користење во нашите секојдневни животи. Така исто и со вештачката интелигенција. Меѓутоа, она што е битно на почетокот е дека прво за сите во Македонија и за студентите и за истражувачите, не само нашата инфраструктура, тук ќе добиеме директен пристап, значи ние сме директно најблизо со сосед тука ни е Грција, ние сме поврзани во Грција има изградено, се вика AI Factory, ние сме AI Factory антена, значи во Грција има изградено голем компјутерски градат, се уште се гради, пошто иницијативата е поприлично нова, ние на почетокот се вклучуваме, каде што ќе се вклучиме таму, има огромни ресурси таму на располагање, кои што дел од тие ќе бидат достапни за нашите истражувачи, за нашите компании. И сушност на иницијативата е одлична, мислам. Тоа не само што ќе ни даде пристап и знаење за ресерч, за едукација. Добро, имате блиску достапен ресурс. Тоа значи така, блиску достапен ресурс, меѓутоа она што е битно е дека искуствата кои што ги имаат другите држави во Европската унија, бидејќи ние стануваме дел од една цела мрежа на вакви фабрики за вештачка интелигенција. Значи такви има 15-тина, можеби повеќе со 18 во Европската унија. Ние стануваме составен дел од таа цела иницијатива и која што не само дека ќе има пристап до ресурси, туку ќе има споделување на знаење, на начин на користење, идеи како тоа да се користи, што да се направи. Така да всушност полека се интегрираме во она цела европска екосистем поврзан со вештачката интелигенција. Како реагираат студентите? Со оглед на тоа дека тие на голема врата ја пречекуваат вештачката интелигенција подготвени. Така, морам да кажам дека чувствувам овие денови еден огромен ентузијазам поврзан со проектот, во насока на дека сите се возбудени и сакаат да земат дел од целата оваа иницијатива. Студентите, значи зборуваме со нив, имав на часови и на прашањата кои ќе се приклучи, добив, не знам, 50 мејлови на студенти кои што се заинтересирани да се приклучат уште на почетокот, да кажеме, на целата оваа иницијатива. Исто така што мене ми представува особено задоволство, многу компании кои што слушнале низ вести дека имаме ваков проект, се јавуваат и сакаат да бидат дел од оваа иницијатива, да видат за што се работи и да пробаат да користат вештачка интелигенција во нивната секојдневна работа. И тоа всушност ми дава... Во кој дел најмногу бија користеле? Значи, ние кој го... идејата на проектот беше... Прашањето е за што им треба во секојдневната употреба? Проектот е напишан, има 5 клучни области во кои што се во согласност со стратегијата за развој на Македонија. Тие 5 клучни области, мислам, има тамо 4, ние додадовме уште една која што мислиме дека е значајна. Тоа се здравство, значи каде што ќе има подобрување на услугите во здравство со користење на вештачка интелигенција. Ова мала дигресија, има едно истражување, модел од OpenAI кој што, например, ги надминал во перформансите група од доктори. Тоа значи стануваат моделите поприлично добри и тоа ќе значи добивање на ефтина, односно на можност на секој да добие високо квалитетна здравствена совет или било како. Можеби и нешто што се борат постојано за брза дијагностика. Така е, за брза дијагностика. Јас тука морам да напоменам дека Финки работи во тоа. Ние имаме еден голем проект исто, се вика ChatMed за генеративна вештачка интелигенција во здравство. Така да тоа е паралелно. Значи здравство е прва точка, а втора точка е енергетика, значи за да имаме енергетско независно и ефикасно користење на енергетиката. Третата точка е земјоделие, значи како точка во која што... Како во земјоделието? Значи таму има огромни можности од типот на оптимизација на користењето, користење на смарт сензори, користење, значи креирање на планови што кога да се каде да се сади, како да се одговарање на предизвикот на промената во временските услови, односно најголемиот предизвик кој што го живее земјоделието. Така, значи
четвртата точка јавна администрација, тоа го договаравме со Министерството за дигитална трансформација и со владата, значи сакаме да дадеме поддршка на дигитализација и на осовременување на јавната администрација, што мислам дека ќе идејата, мислам тука секаде кај што ќе се стави во секој сегмент од општеството гледате каде што ќе може да се помогне. Уште една точка која што е многу битна за нас е последната петиот столб е јазик и култура. Значи ние го избравме тој и сакаме да во рамките Како јазикот и културата? Сакаме да направиме јазичен модел кој што ќе биде за македонскиот јазик, значи она што сега го користиме како ChatGPT кој што претежно е на англиски, а во рамките на проектот покрај овој проект, мислам, ние Финки веќе работи. Значи имаме и друг проект кој што е финансиран од Министерство за образование и наука и тие препознаа дека тоа е исто и од таму имаме огромна поддршка за целата оваа работа. Значи да се направи модел кој што ќе ги има спецификите на нашата култура, на нашите обичаи, на нашиот поглед кон светот, да го одразува самиот модел. Бидејќи овие големи модели кои што се тренирани претежно на англиски текстови, влечат кон англиско-западна култура. Ние сакаме, ова е една иницијатива во зачувување на посебноста на македонскиот јазик во дигитална форма. Тоа што ќе го направиме ќе остане за идните генерации. Па како не одговор на предизвикот кој што го живееме со дигитализацијата и потребата за новите генерации. Кои се плановите за колку време би можело да има некоја од овие први реализации на проекти кои што ги работите идеи? Како што кажав, ова AI Factory, значи ова фабрика за вештачка интелигенција или овој проект со што го добивме, е само продолжување на голем дел од другите активности кои што ги водиме. Ви кажав дека веќе имаме ни европски проект во областа на медицина, Министерство за образование и наука веќе да кажеме работиме со нив на проект за креирање на македонски јазичен модел. Веќе имавме сервиси во high performance computing за дел од компаниите, така да по принцип ова е повеќе континуитет од она што го правиме и во таа насока јас мислам дека резултати од ова, почетни резултати ќе имаме многу побрзо отколку што планиравме во проектот, нели таму правевме план, ќе почнеме и така натаму, меѓутоа мислам дека на Финки има една група на професори кои што се поприлично навлезени во оваа област, значи и од истражувачки аспект и во примена на тоа во индустрија. Исто така што е изворено имаме група, она што сега ви го кажував за студентите, имаме изворено инспирирани студенти кои што сакаат да земат дел од ова целото, сакаат да бидат дел, сакаат да помогнат, сакаат да научат нешто повеќе. И мислам дека на овој начин, ова е одличен проектот, дека ќе придонесе за подобрување не само на користењето на вештачката интелигенција, туку за општо подигање на продуктивноста, подигање на ефикасноста на целото општество користејќи ги новите алатки. Мислам, тие се тука, ние можеме да викаме тие се лоши или имаат проблеми, меѓутоа ако ние не но тие се во секојдневието. Не, ако вие не го користите, некој друг го користи, тој ќе биде поефикасен од вас, така да побрз, поефикасен. Добро, тоа е секојдневниот предизвик кој што го живееме. Благодарам професоре. Благодарам, ми беше задоволство што бев дел од утринската програма. Благодарам.